Вакцините се најзначајното научно достигнување во медицината. Имунизацијата е една од најуспешните превентивни мерки за заштита на населението од заразни болести. Со нејзина помош многу заразни болести се елиминирани или се ставени под контрола. Имунизацијата штити од болести, инвалидност и смртност. Ова е денешната приказна. Безбедноста на вакцините е една од најчестите дилеми кај јавноста за имунизацијата. Факт е дека вакцините се безбедни и се најдобрата алатка која ќе помогне децата да имаат здрав раст и да бидат заштитени од опасни зарази. Имунизацијата е едно од најголемите достигнувања во историјата на медицината. Со самото вакцинирање, тоа е безбедна, ефикасна, економски исплатлива мерка превенира од морбидитет и морталитет од заразни заболувања. На светско ниво годишно се спасуваат од 2 до 3 милиони детски животи благодарение на вакцинацијата. Тоа се податоци од Светската здравствена организација. Сите вакцини поминуваат низ ригорозни тестови за безбедност и ефикасност, вклучително и клиничко тестирање, пред да се дозволи нивната употреба. Откако ќе се стават во употреба, нивната безбедност постојано се следи. Вакцините кои не ги исполнуваат условите за квалитет и безбедност не се одобруваат и не се достапни за употреба. Се даваат на рана возраст за да се обезбеди заштита на децата од сериозни болести, додека нивните тела се уште се развиваат и се особено кревки. Вакцините се едни од најиспитуваните воопшто лекови во човештвото што се создадени, така да секако дека се безбедни. Нивниот безбедносен профил е повеќе пати испитуван на повеќе нивоа, постојано се следат несаканите реакции од вакцините, постојано има сериозен систем и сериозни студии кои што се направени во светски, во повеќе центри, мултицентрични студии, двојно рандомизирани, кои што го утврдуваат безбедносниот профил на вакцините. Така да вакцините за најголем дел од децата се со воопшто или без никакви несакани реакции или со минимални несакани реакции кои што брзо поминуваат без никакви последици. Ако не е заштитено, вашето дете е под ризик да се зарази со опасни вируси и бактерии кои може да влијаат на здравието и растот. Повеќето деца, па и тие кои имаат сериозни заболувања или состојби, сепак треба да се вакцинираат. Постојат, велиме ни, апсолутни контраиндикации, релативни контраиндикации. Постојат одредени вакцини, како што се живите вакцини, кои што не смеат да ги примаат деца кои што имаат било каков вроден или стекнат имун дефицит. Понатаму, во однос на останатите вакцини, кои што не се живи, односно се умртвени, тие единствена апсолутна контраиндикација е дете кое што претходно изреагирало на претходната доза со сериозна алергиска реакција, понатаму се поставува контраиндикација за примање на таа вакцина. Поттикнувајќи го имунолошкиот систем преку создавање антитела, вакцините го подготвуваат телото да препознае и да се бори со така наречените микроби, конкретни вируси или бактерии. Бидејќи вакцините содржат само умртвени или ослабнати микроби, тие не ја предизвикуваат болеста и не го изложуваат детето на ризик од компликации. Повеќето вакцини се инјектираат, но некои се даваат и орално. Светската здравствена организација постојано ја следи појавата од епидемија на одредени болести и дава препораки за воведување нови вакцини во националните календари, а се со цел елиминирање на најголем број заразни болести. Националните календари ги следат препораките на модерната медицина и ги усогласуваат видовите вакцини, бројот на дозата и возраста во која ќе се дава одредена вакцина. Па не само дечињата, туку и во одредени ситуации и возрастни, нели? Основно е дека со редовното примање се освежува имунитетот кај од една страна кај поединците и со тоа тие постојано се спремни за спротивставување на одредени бактерии или вируси, а од друга страна се освежува постојано така наречениот колективен имунитет кој што со време, нели, опаѓа, прво заради тоа што имунитетот и кај поединците не трае секогаш доживотно, освен кај некои вакцини,
од друга страна се раѓаат нови генерации кои што се табула раза од имунолошки аспект, така што ете токму заради тоа е потребна редовноста на примањето на вакцините за постојано да се држи на високо ниво заштитеноста на поединците и на колективот, на популацијата. Родителите често се исплашени или збунети во врска со вакцините. Стравот или збунетоста ги решаваат со прескокнување на вакцината, со што го загрозуваат имунолошкиот систем на своите деца. Ние сега овој период имаме случаи кај што детенцето примило една доза, па поминале 4 години, па сега доаѓа за втора доза. Мислам, тоа е во најмала рака штетно, затоа што не го добиваме оптималниот имунолошки одговор. Затоа што се случува? Кога ние даваме една доза, расте титарот на антитела. Кога ќе дадеме втората, уште толку пораснува во тој временски интервал, третата уште повеќе. А ако има давање, значи прва доза, па поминале години, па се намалил титарот, па сега даваме втора, па пак малце ќе скокне, па пак ќе падне и толку се развлечени дозите, значи не се создава оптимален имунолошки одговор, односно тоа дете потоа може да биде склоно да заболи од истата таа болест за која што се вакцинира од причина што не е испочитувано оптималното растојание помеѓу дозите. Извештај на УНИЦЕФ од 2023 година покажа дека довербата во вакцините што се примаат во детството се намалува ширум Европа и Централна Азија, вклучително и во Македонија. Анализа на податоци за 55 земји од светот покажа дека перцепцијата на јавноста за важноста од рутинската вакцинација на децата е намалена во Македонија од почетокот на пандемијата на COVID-19. Секогаш кога постои отсуство на исправни, научно фундирани информации од една страна, или кога постојат недоволно информации, сите што се лаици за медицина се наоѓаат во заблуда, независно од нивото на образование. И се јавува една скепса, да речеме едно неодамнешно истражување на УНИЦЕФ покажа дека 1 од 4 родители се во дилема дали да ги вакцинираат своите деца заради тоа што немаат доволно, велат, така наведуваат во анкетата, немаат доволно информации. 30% пак, во тоа истражување, 30% велат дека има информации, но кои што се збунувачки, контрадикторни. И сега, прашањето е на што се должи тоа? Очигледно се должи од една страна на една, јас би го нарекал тоа какофонија на разногласие едно на информации, што се пласираат во разни медиуми, особено на социјалните мрежи. И според мене отсуство на содржини едукативни во училиштата и според мене клучен проблем е неунисоноста кај докторите во примарната здравствена заштита. Било да се матични доктори од општа медицина, особено пак педиатрите. Значи има многу, отворено кажувам и друг пат сум рекол, има отворено, постојат така наречени скриени антиваксери меѓу докторите и тие ги расколебуваат родителите. И се замислите, ако матичниот доктор е тој кој што треба да има во кој што треба граѓанинот да има најмногу доверба, ако тој му всадува црвна сомнеш, тогаш кому да верува? И тогаш таквите родители се склони да подложни на влијание од разни дезинформации, теории на заговори и така натаму. Постои од неодамна отворена една веб страница ezdravstvo.mk која што е наменета за родителите и во која што секој што е заинтересиран родител може да најде релевантни информации. Ама тоа е само за родителите. Што правиме со столбот на здравствената заштита, со примарната здравствена заштита, каде што имаме всушност една внатрешна саботажа на не само на сегментот вакцинации, туку и на многу други работи. Значи потребна е една континуирана медицинска едукација и за докторите. Тоа е клучно. За жал, непримањето на задолжителните вакцини резултираше со појава на подзаборавени болести. Епидемија на заушки, епидемија на морбили, а оваа година ја живееме епидемијата на пертусис, односно магарешка кашлица.
ако не се обезбедува редовно вакцинирање или воопшто ако постои една вакцинална скепса, антиваксерство, се доведува во опасност од една страна индивидуалното здравје на поединците, на дечињата. Еве сега гледаме што се случи со последниот скандал, да го наречам тоа, од епидемиолошка гледна точка со големата кашлица. Непотребно заболуваат мали дечиња. Во Србија имавме и смртни случаи. Значи, на индивидуално ниво се зголемуваат ризици за непотребно страдање, од друга страна се намалува колективниот имунитет и секогаш тоа пак значи сега зголемен ризик за појава на епидемија. Нам ни се случи веќе во 2019 година имавме околу точно 1900 заболени дечиња од морбили, од мали сипаници. Имавме 4 смртни случаи и тоа токму се должи на многу малиот опфат со вакцинација. Некаде околу 70% беше потребни, се 95% за да се минимизира ризикот од појава на епидемија. И јас се прашувам на чија душа се тие 4 смртни случаи сега? Очигледно на сине оние поборници на антиваксерските идеи. Во Скопје, според податоците од Здравствениот дом Скопје, околу 4000 деца ја пропуштиле вакцинацијата за пертусис. Епидемиолозите значењето на вакцината го објаснуваат токму со фактите дека во градовите каде вакцинацијата е над 90% нема ниту еден случај на голема кашлица. Такви региони се Кочани, Берово, Пехчево. Појавата на голема кашлица кај нас и во регионот резултираше со зголемен интерес за вакцинирање. Вакцините се покажаа како најдобро средство што го имаме за да го заштитиме нашето здравје и здравјето на нашите семејства и на нашите заедници. Ова како право е уредено и со законската регулатива. Во Законот за основно образование пишува дека децата задолжително, значи од една страна образованието е задолжително, од друга тоа е негде на почеток во членовите, од друга страна член 46 вели дека децата задолжително при упис мораат да приложат потврда дека се комплетно вакцинирани. И не знам што е тука спорно. Од друга страна, Законот за заштита на населението од заразни болести недвосмислено укажува дека е обврска да бидат децата, не само децата, дека постојат задолжителни вакцинации за одредени возрасти. Апсолутно не е противуставно да биде задолжителна вакцинацијата, зашто станува збор за мерка која што се грижи за општото здравје, за јавен интерес. А јавниот интерес, а јавното здравје е јавен интерес, според Уставниот суд има повисока вредност отколку индивидуалните права. Значи, државата, општеството, ако веќе живееме во колектив, во општество, во заедница, државата има право да ги ограничи индивидуалните нечии права, во случајов за избор на невакцинација кај родителите. Тоа може да му се ускрати на родителот, ако е потребно да биде заштитено општото здравје. Повисок интерес е општиот од индивидуалниот. Тоа никој од нас не го разбира. На кој начин функционираат вакцините? Вакцините се една посебна категорија на лекови. Влегуваат во таа, вака стручно кажано, биолошка категорија на лекови, но се првенствено лекови кои што се користат со цел да не дојде до болест. За разлика од другите лекови кои што ги примаме кога веќе имаме некое заболување, вакцините се користат за да не дојде до разболување и стручно кажано се таа категорија на профилактички или превентивни лекови. Во својот состав се одржат делови од истите оние микроорганизми кои што ги предизвикуваат болестите, значи делови од вирус или бактерија, обработени на еден посебен фармацевско-технолошки начин, така да кога се примаат всушност вакцините, се внесуваат делови од бактеријата или микроорганизмот со цел да создадат имунитет, меѓутоа да не се разболиме. Значи,
обработената частичка од вирусот или од бактеријата се внесува во организмот, стимулира одбранбени антитела, така наречен хуморален имунитет или клеточен имунитет, и кога евентуално ќе бидеме изложени на тој патоген, на тој микроорганизам, ние всушност имаме веќе одбрана. Таа е таа категорија на лекови. Веќе имаме и нови типови на вакцини, како што беше МРНА вакцината, каде што ја користиме всушност јадрената содржина, било да станува збор за ДНК молекулата или за РНК молекулата, но целта е внесени во организмот да создадат имунитет, да создадат заштита кон болеста која што евентуално, доколку дојдеме во контакт со тој микроорганизам, би ја предизвикале, но не предизвикуваат болест. Би сакала да го подвлечеме оној момент дека се највисоко научно откритие во медицината. Апсолутно. Тоа и децении наназад се покажува. Знаете, вакцинацијата е најстара медицинска интервенција. Пред откривањето на антибиотиците, концептот на вакцинација и внесување на микроорганизми за да обезбедите заштита, уште тогаш се практикувал. Дополнително вакцинацијата е универзален еден механизам, секаде се применува. Вакцинираме и во Европа, и во Америка, и во Африка, и во високо развиените, и во ниско развиените земји. Од фармацевско-технолошки аспект не постои категорија на лекови кои што се, ајде да кажеме, по научно докажани, меѓутоа и современи препарати. Последните концепти на вакцините брзо ќе ги имаме, се така наречените канцер вакцини, односно тоа се веќе терапевски или профилактички вакцини, меѓутоа со цел да спречуваат и развој на канцерот, односно на ракот. Тоа ќе биде сосема една нова револуција во однос на лекувањето и на тој тип на заболување, но принципот е повторно ист, да се внесе она кое што е предизвикува болеста, заболувањето, а сепак да создадеме имунитет кон истото. Интересно е да се напомене дека паралелно со развојот на вакцините течела и другата страна, односно недовербата во вакцините. Уште од првата вакцина па до ден денес. Социјалните мрежи ми се чини дополнително го забрза и го нагласија овој момент. Како на некој начин да влијаеме, односно да го описмениме, да ја описмениме јавноста со цел да укажеме дека не постои друг начин освен оној кој што е научно потврден? Во науката треба да верувате, меѓутоа има и малку психологија во тоа. Знаете, многу е поедноставно за луѓето да веруваат во нештото што го гледаат или чувствуваат. Вие кога немате одредена мака, немате болка, треба да верувате во науката. Јас секогаш го кажувам примерот, имате главоболка, пиете аналгетик, ја снемува главоболката и вие верувате дека лекот делува. Во овој случај имаме една обратна психологија. Треба да веруваме во науката, во принципот на вакцинацијата, да го примиме тој лек, односно таа вакцина, со цел никогаш да не се разболиме. И тоа е дури и понекогаш тешко да се објасни. Меѓутоа, затоа се од друга страна па фактите на наша страна. Споменав, најдолга во историјата медицинска интервенција. Децении наназад се вакцинира. Кажувам, нашите баби биле вакцинирани. Веќе се тие се сведоци на ефикасноста на вакцините. Ние, да не кажам, ама сериозен број на болести не гледаме. Токму поради тоа што имаме успешна вакцинација. Вирусот на полиото е присутен и во Афганистан, и во други ендемски. Еве ние сега го видовме и со пертусисот. Бордела пертусис е бактерија која што постои, ние не го ерадицираме патогенот. Ја спречуваме ширењето на болест. Научната јавност е сега многу челенџирана, предизвикана од социјалните мрежи во секој сегмент. Знаењето, посебно за вака деликатни теми, како што е наука од типот на имунологијата, каде што и ние уште имаме резерви во делот на што значи имунологија до крај и како нашиот организам се бори во одредени состојби. Меѓутоа, здравствените авторитети мораат единствено до науката и до медицината базирана на докази да се држат. Социјалните мрежи во секој сегмент мислам дека го направија, ама здравството е многу деликатно. Болеста и здравјето се многу интимни работи. На некаков начин артикулацијата на секој еден во тој медиум, што може да напише, да изрази став, донесе до тоа дека ке луѓето уште толку се развива скепсата, која што постои и ја има, дефинитивно. Имаше дури и неколку научни несакани случаи
од типот на публикации на некои многу контроверзни и со цел на добивање на некаква афирмација трудови. Тоа беше еден труд од Викфилд, не може да го именуваме научник, бидејќи му беше одземана и лиценцата за она асоцираност помеѓу ММР и аутизмот. Се угради науката, се повлече трудот, десетини години наназад ние говориме околу тоа, студии се направија. Последната беше во Данска, 645.000 деца следени во период од 11 години. Точно тоа да се покаже преку факти, преку бројки и следствено преку real world data, да видат дека не постои никаква асоцираност кај децата што се вакцинирани и кај оние што развивале аутизам. Стапката дури е повисока на појавата на аутизмот и слични заболувања кај оние кои што се невакцинирани. Чисто вака да се знае како научна студија. Но кога едното нешто ќе отиде во етерот, многу е тешко да го демонтирате после тоа. Го споменавте составот, но често пати составот токму е злоупотребуван од оние кои што ги шират тие дезинформации, па има жива, па има алуминиум, па тоа штетно делува. Како да ја едуцираме јавноста дека сепак треба да веруваат на науката, затоа што таа се темели исклучиво на факти? Ние со фактите мора да разговараме, меѓутоа фактите треба да бидат достапни. Транспарентноста во целиот сегмент, почнувајќи од тоа што се вакцините, како се набавуваат, што е нивниот состав, треба да биде на располагање на секој еден, за да може да ги прочита. Оној кој што знае до одреден степен да може да ги совлада тие информации. Ние направивме неколку проекти, благодарение и на UN, и на УНИЦЕФ, и на Светска здравствена организација, во кој што всушност свативме дека родителите имаат огромен број на прашања, имаат право да имаат прашања. И тие имаат право и да добијат одговор. Ги поставивме сите регистрирани вакцини во нашата земја, се поставени на веб страна за да може да се прочитаат составот. Агенцијата за лекови многу транспарентно работи во тој сегмент, може да ги прочитаат оние упатства во кои што го пишува детално составот, како се добиени, што се добиени, што содржи во нив. И тука повторно посочувам дека тоа е сепак малку сегмент за експертско познавање. Знаете, и јас како мајка верувам дека сакам да знам што има во секоја од намирниците што моите деца ги јадат. Ама верувам на тие контролни механизми дека секој еден производ кој што ќе се најде на пазарот треба во одредена мера да е контролиран. Составот на алуминиумот го кажувам како пример, не можам да ви кажам колку повеќе внесуваме сите ние алуминиум условно и соли преку сите козметички препарати, преку конзервираните производи во однос на составот на она што влегува во составот на вакцини. И тоа се прочистени. Рековме дека технологијата на добивање на вакцини е апсолутно најсовремена. Тука немате простор за компромис. Не илјадници, милиарди деца се вакцинираат додека јас и вие го правиме разговорот. Затоа и споменав една универзална медицинска интервенција која што децении наназад се применува и постои како таква. Така да ги повикувам родителите да поставуваат прашања. Има. Секој еден одговорен родител му сака најдобро првенствено на своето дете, меѓутоа сака и да знае. Ние живееме и во информатичка ера. Сето сакаме да ни е на клик, да можеме да го направиме. Направивме апликации со кои што родителот може на својот мобилен телефон да го следи редоследот на вакцините, да го гледа составот на вакцините, да гледа кој е производител. Знаете, долго време на нашите простори и процесот на набавка на лековите беше така. На некаков начин со одредена скепса од граѓаните кои што верувам дека имаат право на прашање. Живееме малку во изместени вредности и верувам дека секој еден граѓанин се прашува колку навистина нештото е квалитетно и безбедно. Токму таа транспарентност е прво нешто со кое што го совладавме и здравствените работници мислам дека мора да бидат многу по-гласни во промоцијата на вакцината, меѓутоа и трпеливи во одговарањето на сите прашања кај родителите. За жал, мора да искажеме и еден момент дека дел од здравствените работници често пати влијаја на таа недоверба со презентирање на нивните ставови, изразување на одредена доза на скепса, што кога ќе ви каже доктор дека не верува на тоа, па вие како родител уште повеќе се плашите, сепак се работи за вашето дете. Така е. Тука ни е најголемата болка. Посебно за нас, здравствените работници, кога немате поддршката условно од своите, кој што треба да биде тоа. Тоа не можам да го објаснам. Затоа што секој оној кој што има завршена медицина знае
што значи медицината. Верувам дека, искрено сакам да верувам, всушност дека и тие советувања на лекарите се можеби со добра желба, но повеќе во тоа да не влезат во една конфронтација со родителите, повеќе да не излезат од таа своја комфортна зона. Добро, во ред, ќе одложиме вакцината, добро, дојдете кога вие мислите. Добро, ве разбирам дека сте уплашени. Таа е функцијата на секоја професија, да го носи професионалното и да знае што е правилно. Родителот можеби и не треба да знае, ама здравствениот работник, лекарот, педијатарот мора да знае што е најдобро за детето. Се чини дека ние демократијата ја сваќаме како слобода да правиме и да донесуваме одлуки за се и се што, па можеби и тука лежи проблемот и можеби системот ќе треба да го препознае, понекогаш и да го санкционира. Баш така, мене ме прашуваат често зошто во нашата држава е задолжителна вакцинацијата. А во добар дел на западноевропски земји не е задолжителна, законски задолжителна. Меѓутоа тоа најверојатно има и зошто е така. Во ниедна западноевропска земја, еве обидете се, многу наши луѓе веќе живеат и во Западна Европа, и во САД, и во другите земји. Обидете се да запишете дете во градинка или во училиште, во државно училиште, кој што секако се дел од државниот институции по државата, а да не ви е вакцинирано. Прв документ кој што ќе ви го побараат е вакциналниот картон и воопшто нема да влизат во дискусија со вас. Го немате документот, тоа е тоа. Најверојатно нашите граѓани мислат дека тоа е поголема демократија, кога законски е непредвидено, меѓутоа системот е така организиран што всушност вие немате друга можност. Ке нас, за жал, законските одредби многу често се зборуваше и за казните. Јас и лично и мислам дека најголем дел мои колеги не сме со намера да се казнува. Меѓутоа, ако другите мерки не функционираат, најверојатно тоа ќе биде. Ни една многу непопуларна мерка, а тоа е неодењето во градинка, за жал ја спроведувавме кога имавме епидемија со морбили и еве сега, но тоа не треба да биде начин. Ја комплетно ги разбирам тие родители кои немаат друга можност, но од друга страна треба да знаат дека тој систем не постои така. Заштитата на јавното здравје, а тоа е здравјето на децата во институциите, е примарна обврска на секој здравствен систем и на секоја држава. Така да треба да се размислат, меѓутоа мислам дека треба многу да се разговарат и многу отворено да се кажуваат овие работи. Еве сега споменав, многу живеат во странство наши сограѓани и кога ќе видат дека ги добиваат истите вакцини во странство и тука, и после го имате одној момент, па види стварно со истите вакцини биле вакцинирани. Тоа е напорно и трпеливо за да покажете дека да, навистина идентичната вакцина ја добивате и тука, и во Италија, и во Шведска, и од најреномираните производители, но најверојатно немањето на доверба. Генерално, значи немањето на доверба во поширока смисла, во државата, во институциите, во здравството, рефлектира дека родителите немаат доверба и во овој сегмент. Така да многу треба да разговараме и она на кое што треба да инсистираме е таа здравствена едукација, па дури она што го спомнавме, една медиумска писменост, да знаат каде ги црпат информации, каде да прочитаат. Секогаш велам, ве повелете, имаме транспарентни, неколку вебсајта направивме со цел да одговориме на новите генерации на родители. Од Загреб преку Белград, во оваа репортажа ја истражуваме една од најдебатираните теми во Европската Унија и пошироко – вакцините, како и влијанието на антиваксерското движење врз јавното здравје. Во време кога дезинформациите се шират брзо, а уште посериозно од коронавирусот наваму, разбирањето на фактите за вакцинацијата е критично. Можеби пандемијата од COVID-19 беше нешто сосема ново за секој од нас, не само за здравствениот сектор. Но појавувањето повторно на одредени болести за кои што населението мислело дека се изумрени е проблем кој што потекнува токму од антиваксерските движења, кои пак се против вакцините во делот особено на децата.
Во регионот, почнувајќи дури и од земји кои што се членки на Европската Унија, како што е Хрватска, и доаѓајќи дури и до тие земји кои што се уште се стремиме на тој пат, има работи за кои што мора да се зборува, а тоа се борбата против дезинформациите кога станува збор за овие прашања. И кога зборуваме за нив, токму земјите кои што доаѓаат од Европската Унија имаат барем заеднички пристап кон тоа како се борат против ова со заедничка стратегија, иако секоја земја има свој систем врз основа на кој што го темели начинот на справување со повторните болести како што е во овој период пертусисот или големата кашлица. А каков е случајот со Хрватска и што може да се научи од тука и што е поразлично или слично со нас, ќе видиме во оваа приказна од ЕУ. Dakle, tijekom COVID-a se dogodio jedan fenomen globalni, bolest, pandemija koja je prožela naše živote, u potpunosti izmijenila život i onda se počelo razgovarati puno više o cijepljenju, cjepivu koje je proizvedeno. Jedno vrijeme je vladao veliki entuzijazam i svi smo bili sretni, evo imamo brzo cjepivo smo dobili, a onda su krenule priče i dezinformacije i mizinformacije u javnom prostoru koje su jako narušile povjerenje i u znanost, i u institucije, i u cijepljenje. Što je izrazito velika šteta jer cjepivo je jedan od najvećih dosega znanosti. Kad pogledamo šta nam je produžilo život u zadnjih 100 godina, to je bilo pranje ruku, da tako jednostavno kažem, nadzor nad hranom i vodom i cijepljenje. Prije 100 godina, 1930. u Hrvatskoj, u Slavoniji, u nekim mjestima je 30% djece umiralo u prvoj godini života, a sad smo na manje od 5 na 1000. Dakle, 60 puta se smanjila smrtnost u dojenačkoj dobi, prvenstveno zahvaljujući cijepljenju i zahvaljujući ovim higijenskim uvjetima. I sada se to sve narušilo drastično u stvari. Razlog odbijanja cijepljenja ima, rekao bih, posebno je osjetljivo jer cijepite zdravu djecu. Dakle, kad je netko bolestan pa treba uzeti lijek, boli ga, ne razmišlja i ne čita nuspojave i ne razmišlja o tome. Međutim, kad vam neko posije strah da se vašem zdravom djetetu može dogoditi nešto cjepivo, to je užasno u stvari. I to je motivacija protiv cijepljenja i ljudi koji govore protiv cijepljenja i zagovaraju antivakseri, kako ih nazivamo, koriste taj strah. I sa roditeljima kako se razgovara. Treba razumjeti strah, jer strah za život djeteta je jedan od najvećih strahova i onda se to zlorabi u procesu cijepljenja. A upravo je suprotno. Zbog cjepiva djeca puno manje umiru i oboljevaju od tih bolesti. I onda je to, nažalost, jedan veliki i težak, zahtjevan posao gdje trebate posvetiti se vremena i razgovarati o tome što roditelji oko toga osjećaju i te strahove argumentima, jer strahovi i emocije su nešto nesvjesno, a mi sa svjesnim razgovorom utječemo na taj nesvjesni strah i to je posao veliki, a kao društvo smo, mislim, globalno oštećeni sa ovim što se dogodilo s povjerenjem u cjepivo i tako da ćemo imati, ja kažem, 20-30 godina posla da se vratimo u predpandemijsko povjerenje u cjepivo. Што е тоа што можеме да наречеме дека е научена лекција или научени лекции, а при тоа што се однесува токму кон сомнежот кон вакцините? Mislim da zdravlje i javno zdravstvo treba biti jedan od prioriteta političkih, odnosno prioriteta onih koji su na vlasti da jačaju javno zdravstveni sustav. Europska unija postavlja neke okvire koji su dobro došli u organizaciji države općenito, dakle od manje mogućnosti korupcije, iako s tim imamo isto puno problema, ali dakle postavlja neki okvir koji je dobro došao, ali zdravstvo su prepušteno nacionalnim politikama. Dakle, ne postoji europska zdravstvena politika, to je jedno od područja koje je prepušteno nacionalnim. Naravno da mi gledamo primjere dobre prakse iz Finske, iz Danske, koje ne možete opet direktno prenijeti jer to je drugo kulturno okruženje, ali u tom smislu imamo razmjenu iskustava, neke zajedničke projekte, povezivanje, umrežavanja, to pomaže, ali velim, zdravstvena politika je nacionalna, čisto ostavljena svakoj zemlji da odlučuje. Србија е една од поспецифичните земји кога станува збор за одговор кон предизвици, а по однос на јавното здравје или колективното здравје на сите граѓани.
Za uspjeh bilo koje javno-zdravstvene aktivnosti je vrlo važno da postoji jedan multisektoralni pristup koji će da uključi ne samo zdravstvene radnike, nego da uključi društvo u cjelini. Obrazovanje tu igra posebno važnu ulogu. Kad govorimo o vakcinama i vakcinaciji, obično kažemo nisu vakcine te koje sprečavaju bolesti, nego je to vakcinacija. A vakcinacija je jedan proces saradnje između roditelja, društva i zdravstvenih radnika. Ako tog razumijevanja među njima nema, ako nema povjerenja i nema te saradnje, ne možemo doći do pozitivnih rezultata. Pandemija je dovela do toga da su se jako brzo proizvele vakcine, ne napravile nego proizvele, zato što je već postala platforma koja je već rađena za vakcine protiv malignih bolesti i samo iskorišćena od strane pametnih ljudi koji se time bavili, pa da bi se prilagodila protiv virusa korone. Znači, zbog toga je tako brzo napravljena. Nažalost, iz ove strašne pandemije nismo izašli nešto mnogo pametniji. Naprotiv, deluje da smo izašli mnogo u lošijem nekom intelektualnom smislu i odnosu prema nauci, prema medicini i prema opštem zdravlju ljudi uopšte. Nažalost, mi smo po stopi smrtnosti na drugom mestu u Evropi posle Bugarske. Strašno veliki, upravo toliko je taj višak smrtnosti. Znači, mi smo izgubili čitav jedan grad veličine možda Užica. Eto. Onda smo izgubili možda najviše lekara u Evropi sigurno, ako ne i u svetu. 147, ja sam vodila taj spisak, 147 preminulih lekara. Според последните статистички податоци за Србија, 1% од населението починало за време на пандемијата од COVID-19, или во бројки тоа е околу 70.000 лица. Кога зборуваме за Србија, многу е важно да се истакне дека оваа земја е исклучително специфичен пример во делот на тоа како се справуваше или пак можеби воопшто не се справуваше со предизвиците кои што се јавуваа во делот на јавното здравје, особено со изјави кои што доаѓаа дури и од највисоките чиновници на српската власт, а во поглед на здравството. U Srbiji je politika sve. Sve je politika. Bukvalno nema sfere društvene, nema dela života, oblasti života gde politika nije duboko upletena. Pa tako je i taj naš krizni štab koji je tako napravljen na brzinu i nevešto i loše, tako haotično vodio pandemijom, rukovodio epidemijom u Srbiji, sa nizom grešaka koje su pravili i oscilacije koje su išle onako od neba do zemlje. Čuveni pulmolog dr. Nestorović. Posebno je on imao taj antivakserski pristup celoj priči i onda je zapamćena ta takozvana, mi tako zovemo i dan danas, smehotresna konferencija za novinare, kada je rekao ženama da je to najsmešniji virus na svetu, da mogu da idu u Milano da kupuju i tako dalje, pa onda je predsjednik počeo da se smeje, da se leči šljivovicom, da ne znam, je virus toliko smešan da je opasniji od jednog komarca, nego, mislim, to je zaista bio sunovrat Srbije, je krenuo od te konferencije i tako je zbunio i sludeo narod koji je već počeo jako da se plaši svega što je dolazilo od onih strahovitih slika iz Italije i Španije, ali je bilo dovoljno da se polja poverenje. Pandemija nam je pokazala kako izgleda jedna javno-zdravstvena kriza uzrokovana novim virusom koja je ovde za vrlo kratko vrijeme odnijela više života nego što su svi ratovi, recimo, 90-ih. Šta je važno? Da shvatimo da takva situacija može da dođe ponovo. Ako mi
uspijemo da i moramo da radimo na tome, da pomognemo ljudima, da utičemo na njihovo ponašanja, da oni sačuvaju svoje zdravlje, da sačuvaju svoj kvalitet života, time smanjujemo pritisak na zdravstvene sisteme i to je ono što može da nas izvuče. Ništa drugo. Sve ostalo je zabluda. Затоа можеби и веројатно треба да посветиме сериозно внимание и сега во овој момент да се избориме со инфодемијата и со дезинформациите, за да не би стигнале повторно на ниво, или народски кажано на дередже, на кое што бевме во изминатите 4 години, не само за нас, туку и за идните генерации. Стравот од вакцините не е производ на дигиталното време во кое живееме денес. Податоците покажуваат дека стравот се развивал паралелно со развојот на вакцините. Речиси веднаш по појавувањето на првата вакцина се појавило и првото движење против вакцинација. Па така, во списанијата се објавувале карикатури со вакциниран човек кој се претвара во крава. Илустрацијата на британскиот карикатурист Джеймс Гилреј била нарачена од Друштвото за борба против вакцините, а осамнала во 1802 пропратена со текст под наслов "Прекрасните ефекти на имунизацијата". Националната лига против вакцинација до 1885 имала 100.000 членови, а преку нивните медиуми манипулирале со податоци, наведувајќи дека вакцината предизвикала смрт на 25.000 деца во предпоследната деценија од 19. век. Ваквите друштва паралелно се појавувале во цела Европа, а подоцна и во САД. Познат е примерот од Шведска во Стокхолм, каде кампањата против вакцинација била толку интензивна, што во 1874 се појавува сериозна епидемија на вариола, која за жал на лош начин го уверила населението во неопходноста од вакцинацијата. Една од клучните фигури на антиваксерското движење во поново време е Ендрю Вејхфилд, посрамениот гастроентеролог, кој објави повлачената студија за поврзаноста помеѓу вакцината за сипаници и аутизмот. Освен што му е одземена медицинската дозвола, неговата студија е негирана и докажана како неточна во неброени дополнителни студии и анализи. И покрај бројните убедливи аргументи, антиваксирството продолжува да се шири и да предизвикува огромна штета. Особено денес благодарение на социјалните мрежи и онлайн медиумите. За жал, на манипулациите подлегнуваат дури и високо образованите лица. Обично општините кои што се со високо образовани, кои што живеат дечиња кои што се во семејства со високо образовани родители, кои што се не спаѓаат во групата на социјално ранливи или социјално загрозени, тие имаме најголем проблем затоа што доста често се информираат од нерелевантни извори на интернет, на социјални мрежи, по форуми, каде што секој без никакво медицинско образование кажува нешто поврзано за вакцините и се создава општа паника. Од друга страна, тука ни се антивакциналните здруженија, кои што користат на вистина агресивна реторика постојано и во голем дел влијаат, односно родителите кои ќе дојат тука, најголем дел од нив се исплашени во однос на се она што чуле дека може да предизвика вакцината и често пати успеваме со соодветно информирање да ги разубедиме дека тоа се тотално неточни, непроверени информации, исто така им даваме на увид да прочитаат научни студии од релевантни центри, каде што може да се информираат околу несаканите реакции на вакцините. Во редовниот календар за имунизација, според редовниот календар за имунизација, децата треба да се вакцинираат со дитепер вакцината на 2, 4 и 6 месеци. Тоа е така наречен примовакцинален циклус и после има две ревакцини, едната на 18 месеци и едната на 7 години. Ова обезбедува оптимална заштита години 5, 3, 10, не можеме точно да дефинираме, но многу години после завршувањето на вакциналниот циклус. Имунитет има и после примовакцинацијата, после тие 3 дози примени, но тој имунитет трае одредено време и затоа се препорачува после 1 година ревакцина. И се препорачува исто така после на 7 години уште една ревакцина за освежување на имунитетот. Конкретно кај оваа вакцина, најстрашно е ако болеста ја добие мало дете и затоа
ние го покриваме тој период. Не е толку страшно ако возрасен човек се разболи од пертусис, има антибиотик, нема ризик од таков глад за воздух, ќе има досадна кашлица, но со антибиотикот ќе го реши проблемот. Кај малите деца со недоразвиен имунитет, со недоразвиени дишни патишта, е многу сериозна болест, тие можат и да умрат од големата кашлица. Затоа овој распоред е направен да обезбеди идеална заштита на помалите деца. Исклучоци или контраиндикации за оваа конкретна вакцинација има многу малку. Тоа е анафилакса, например, на една од дозите, ако дете реагира со анафилактичен шок, се препорачува да не прима следна доза или во некаква поинаква комбинација да ја прими или да ја прими во болнички услови, дури до таму се оди. Значи, многу ретко постои вистинска причина, медицински оправдана, детето да не се вакцинира. Оваа вакцина која сега е во употреба е ацелуларна вакцина. Тоа е вакцина која предизвикува многу малку несакани ефекти. Поранешните вакцини, кои беа атенуирани вакцини, се поврзуваа со малку повеќе, не знам, конвулзии или температура или посериозна имунолошка реакција, но сега ацелуларните вакцини се овие несакани ефекти со новите вакцини се многу скратени. Секако детето пред вакцинација треба да биде во општа состојба здраво, добра, но проценката ја прави искусен член од тимот за вакцинација и не се потребни вообичаено никакви посебни анализи пред детето да може да се упати на вакцинација. Ова е многу убав пример кој зборува се. Таму каде што имаме добра покриеност со вакцинација, немаме болест, немаме епидемија, немаме ограничување на движењето, имаме нормален живот. Тоа е целта на вакцинацијата. Во Скопје имаме сериозен проблем и затоа имаме и епидемија. Имаме покриеност на децата од градинките околу 50%. Тоа е страшно, тоа е катастрофално. И уште покатастрофално може да биде кога ќе дојде време кога ќе од околината ќе ни се појави некој случај на морбили. Морбили е многу тешка болест, многу заразна болест и тогаш навистина ќе гориме. Затоа се овие апели да се обично луѓето кои не ги вакцинираат родителите, кои не ги вакцинираат децата, не знаат точно, не знаат јасно зошто не ги вакцинираат. Се тоа некој гласини слушнала од некој видел од некој дека не треба, дека треба да прооди, дека треба да прозборува. Такви тие неповрзани работи со науката се навистина голема пречка, меѓутоа луѓето треба да се заинтересираат на вистински места. Луѓето од вакциналните пунктови се многу добро обучени, ги знаат сите факти. Значи, се што е нејасно, треба да се праша и да не се подлегнува на овие рекла-казала разговори. Апсолутно можам да потврдам дека се спроведуваат одлуките. Првичната одлука од Министерот за здравство беше дека невакцинирани, некомплетно вакцинирани деца нема да се примаат во градинка. Дојде до изменување на таа одлука, во која што стои дека деца со 3 дози вакцина ќе може да бидат примени во градинка со оној период од 6 месеци каде што ќе биде потребен да помине за да се прими таа ревакцина како би можеле да посетуваат градинка. Ова не е ништо ново за нашата институција и за нашата градинка и верувам и за сите останати. Имавме ни еден период кога поминувавме во епидемија на морбили. Во тој период, од тој период навака, секој згрижено детенце кое што поднесува барање за запишување во градинка е задолжително да донесе фотокопија од вакцинален картон, каде што доскоро се гледаше по календарот на имунизација, значи како е одело вакцинирањето и тогаш во тој период беше актуелна МРП вакцина, која што за жал никако да излезе од актуализацијата, еве и сега е актуелна. И врз основа на тој календар се запишува детето во градинка. Невакцинирани деца нема. Тврдам дека во Срничка децата се вакцинирани. Може би да има многу мал број на дечиња на кои што им е одложена вакцинацијата, беа покриени со документ од специјалист, не од матичен лекар, од специјалист, од оправдани причини, за да можеме, па и ние,
кога ни доаѓа инспекција во проверка, да можеме да приложиме дека да, тоа детенце има некаков проблем. Англискиот лекар Едвард Дженер се смета за татко на имунологијата. Тој е пионер кој е создал првата вакцина против сипаници со што успел да спаси милиони животи. Едвард Дженер бил британски лекар и научник. Тој беше пионир на идејата за вакцини, вклучително и вакцинацијата против сипаници. Првата вакцина некогаш создадена во светот. Зборовите вакцина и вакцинација се изведени од вариола вацине, сипаници што ги погодуваат кравите. Вакцините се даваат на рана возраст за да се обезбеди заштита на децата од сериозни болести, додека нивните тела се уште се развиваат и се особено кревки. Ако не е заштитено, вашето дете е под ризик да се зарази со опасни вируси и бактерии кои може да влијаат на здравјето и растот. Затоа е клучно да ги вакцинирате на време. Довидување!